Се јавив за оваа точка затоа што сметам дека јавноста треба да знае како денес ќе се врши брутална партизација на уште едно тело, а тоа е Советот на АВМУ, што ја покажува ароганцијата на новата влада, која нема ниту слух, ниту за новинарскиот теснав, кои претходно реагираа дека кандидатите кои денес се тука за гласање не исполнуваат два клучни услови. Едниот е тоа што не ги исполнуваат ниту формалните услови согласно закон, вториот услов е тоа што дека се работи за и тоа како партиски истакнати членови. И ова не е изолиран случај, се гледа тенденцијата на новата власт да продолжи онаму каде што застана ДУ и СДСМ, па дури и денес слушнавме дека ете аргументите зошто треба да се изберат овие кандидати за членови на Советот на АВМУ е тоа што и претходно и ДУ и СДСМ така работеле, па изгледа продолжува праксата како до сега. Јас ке подсетам дека дури кога се избираше членот на Советот на јавни обвинители, беше избран за член лицето Ардијан Демири, кој тоа како се работи за истакнат партиски активист, кој имаше и слики со изет меджити, реагираше и експертската јавност, но нормално повторно немаше никаков слух од страна на власта. Јас ке подсетам конкретно дека апсолутно е противзаконско именувањето на овие членови, особено именувањето на членовите Афрона Вервизоли, која беше и претходно позната за јавноста, и Нафие Селмани. Односно, законот за АВМУ јасно прецизира дека за членови на Советот не може да се именуваат лица кои биле дел од органите на партијата во последните 10 години, сметајќи го денот на објавувањето на конкурсот. Лицето Вервизоли е политички ангажирано лице во Алијанса за албанците, добро познато за јавноста, и нејзиното име се поврзуваше со скандалот да биде директор во ревизијата на ИПА фондовите, иако таа немаше лиценца, и тогаш и самиот Таравари потврди дека се работи за член на Алијанса. Дополнително, Вервизоли како член на Советот на АВМУ, избирањето на Вервизоли за член на Советот на АВМУ е спротивно на законскиот услов за 8-годишно искуство во самата струка, бидејќи истата има помалку од 5 години такво искуство. Сличен е случајот и со именувањето на Нафие Селмани, која беше дури и член на председателството на Алтернатива до 2021 година, а потоа на локалните избори беше кандидат и за општински советник во Чаир, функција која што извршува и ден денес. Од сето ова се покажува, за сето ова, че повторам, реагираше и новинарскиот теснав, кој ваќаот избор на кандидати за членови на Советот на АВМУ го оцени за скандалозен и дека брутално се партизира и ова тело, што значи дека тенденцијата е повторно да се воведи еден медиумски мрак, како во времето на Никола Груевски, и токму поради тоа Левица ќе гласа против изборот на овие кандидати за АВМУ. Благодарам.